Добро вечер, почитувани гледачи. Ви благодарам што сте на програмата на Канал 5 и го следите серијалот подкасти кој што го правиме во соработка со СОС Детско село и Канал 5 телевизија. Менуваме животи е името на овој серијал подкасти, како што споменав. Имаме неколку епизоди се со цел да ве запознаеме многу повеќе со работата на СОС Детско село. Сето она кое што го прават 25 години. Оваа година прославуваат јубилеј, тоа е најглавната причина поради која што сакаме малку повеќе да ви ја доближиме работата и сето она кое што се случува таму. Јас се надам дека нема во монтажава да го скратат, но сакам да го искористам овој момент јавно да се заблагодарам во името на СОС Детско село и во името на мое лично име на Канал 5 телевизија, што е најхуманата телевизиска куќа која што ни го отстапи овој медиумски простор, се со цел повеќе да, како што кажав, ја доближиме работата на сите вработени во СОС Детско село. Во втората епизода која што ја гледате во недела во 21 часот имаме Марија Самарџиска. Тоа е девојка која што е прекрасна девојка, има навистина многу инспиративна животна приказна. Порасна во СОС Детското село, неколку години бевме заедно. Но еве сега прв вака пред камерите на Канал 5 стиднува и ќе раскаже многу повеќе за незината животна борба, сето она кое што го поминала и пред да дојде во СОС Детско село, а и откако е таму, и се разбира што прави после незината 18 годишна возраст, излегува од таму, како живее, како денес се навраќа на сето она кое што го поминала годините претходно. Марија, добро вечер. Добро вечер. Добро да те најдовте. Драго ми е што да гледам повторно вака малце по друго издание. Малку поформално. Да. Ама ќе се потрудиме да бидеме не толку формални, да си направиме убав разговор како што си правиме секогаш кога сакаме да се споделиме што се ни се случува во животот. Овој пат пред светла и пред камери, ама ќе се потрудиме да не ги забележуваме многу. Точно. Најпрво кажи ми, искрено 100%. Да, знам дека си многу искрена и кога генерално го договаравме подкастот со СОС Детско село и кога зборувавме кој да го седнеме од таа страна, кој би сакал да раскаже, но вистина морам да признам дека малкумина се спремни да се соголат, буквално ќе кажам емотивно, и да зборуваат за себе, за својот живот, да раскажат што се им се случувало. Еве јас сум една од тие кои што многу одамна сум решила гласно да зборувам за се што се случува, на крајот од денот да си помогнам на себе. Ето сосема случајно се случило да инспирирам и многу други луѓе кои што ја слушале мојата приказна, верувам дека истото ќе се случи и со тебе оваа вечер. Најпрво кажи ми како си. Супер. Одлично се чувствуваш, мислам дека убаво ти оди во животот, ајде така да кажам, ти посакувам навистина само убави работи да ти се случуваат. Моментално си уште не си вработена, но имаш една цел која што си ја зацртала, ајде ќе почнеме од крајот некако ќе кажам, што правиш денес. Денес, од кога веќе магистрирав, бидејќи годинава како што можеби и претходно знаеш, точно 10 март оваа година магистрирав на факултетот за правни науки Јостинијан Први во Скопје. Браво. Каде што веќе подолг период посетувам пракса, се надевам во поскоро време и ќе ми почне да ми тече приправничкиот стаж, паралелно сум вклучена како лидер во Safe Life Академијата, каде што водам сопствен тим и одредени едукации, така да се надевам дека во што поскоро време со истекот на приправничкиот стаж, понатаму ќе седнам, ќе се стегнам да го положим правосудниот испит, па конечно во една целина да ми се оствари детскиот сон да станам и адвокат и да имам сопствена канцеларија. Браво, Марија. Имаш полни раце работа. Да, но мислам дека ќе се исплати еден ден. Да, секако. Сигурна сум дека ќе ти се исполни сето тоа кое што сама си го замислила и како што велиш ќе ти се исполни детскиот сон, бидејќи она што го знам за тебе дека си навистина исполнителна. Уште од мала беше таква, кога ќе си замислиш нешто ќе биде или така или никако поинаку. И навистина драго ми е што животот те носи во правилни насоки, имаш правилни одлуки и верувам вистински луѓе околу тебе денес. Да. Барам ако можем да се навратам сега, мислам дека навистина имам среќа, често велам дека некој пат без разлика дали се работи за обична кокошка или за лебед, дури кокошката доколку ја земеш во раце, правилно ја негуваш, ја чуваш, можеби на крај ќе биде по-убава, по-представителна за разлика од лебедот кој што завршил во погрешни раце, така да. Да, интересна поента, баш интересно. Во овој подкаст зборуваме за како СОС Детско село ги менува животите на децата. Мојот живот го промени дефинитивно и често пати кажувам, ако не сум завршала таму, кој знае каде би била денес.
ако останев со моите родители би било навистина многу различно сето она кое што го живеам денес, а иако сум завршила во некоја друга институција која што тогаш не била многу популарна, сигурно си би било многу поинако. Верувам, случајот и со тебе е таков. Сакам малку повеќе да зборуваме за тоа како СОС го промени твојот живот и која е генерално причината поради која што дојде ти во детско село. Класична причина, мислам дека кај мене не постои, со оглед дека сега би излажала ако би рекла дека имам стрикно само сурово, лошо детство или па стрикно само среќно детство, бидејќи јас моето детство многу пати велам дека го делам на 3 периоди. Односно најмалата возраст, па потоа периодот од 2-3 години каде што го запознава мојот татко, биолошки татко, кој што мислам колку што се сеќавам дека до кој 11 или 11,5 години така нешто не го познавав. Па потоа една година подоцна кога почнуваат нели моментите на тешка финансиска криза во нашето семејство, каде што особено станува моето семејство биолошко дисфункционално, па потоа периодот од моето детство каде што доаѓам во детско село и каде што ми се променува животот. Согласно тоа можам да кажам дека првиот период го памтам како добар период, со оглед дека имам живеено со моите биолошки баба, дедо, мајка ми, мојот брат, но периодот кога одев во основно училиште, стрикно во моето родено Раче Пехчево, ме врзуваат колку убави, толку и негативни спомени, со оглед дека морам да признам дека една причина поради што ми е криво, најчесто кога велам дека луѓето наместо од сопственото градче да те поддржат, они тебе те саботираат на еден начин со тоа што имаат многу предрасуди, бидејќи можам да кажам дека за жал мојата фамилија не секој пат била финансиски поспособна од некои фамилии што биле таму и што нели децава од Пехчево што учеле со мене. Па согласно тоа, например, ме одбегнувале, не се дружили и слично, потоа нели следи периодот каде што го запознаа мојот биолошки татко, кој што поради некои причини се уште не знам зашто до 11 години не живееле заедно, па потоа кај што имам видено и лично моментот каде што него го симнуваат и од и сето тоа, но например знам дека единствено брат ми повеќе има информации, но можам да кажам дека не се базирам на тие информации со оглед дека секој човек различно се кажува како му одговара на него, а вистинските луѓе што мислам дека ја знаат тие информации не ќе да зборуваат, не знам дали можеби дека не ќе да ме повредат или нешто кријат, не знам. Денес како возрастна девојка колку ти недостасуваат на вистина тие информации, бидејќи јас често пати сама со себе кога разговарам за некои дупки, да кажам, од моето детство кои што не ги знам, не сум многу сигурна дали сакам да ги знам нештото или да остане така како што е. Како е кај тебе ситуација? Истата ситуација, еве сега баш се сеќавам, мислам дека пред година дена поради XY други причини имав повреда на врат, каде што по грешка на невролог јас, бидејќи сум лаички, неписмено во медицината, мислам дека ми се тресе раката, нема представа дека ми трне и ме прати на психолог. И сега кроз муавет, нели со психологот, среќа беше доста професионален, што многу ретко ми се случувам, за жал, денеска во Македонија да начекаш, каде што први ми ја објасни самата поента поради што сум дојдена, како сум дојдена, среќа ги спроведе нели тестирањата, се испадна во ред и после како во склоп на мал разговор нешто му напоменав и баш се сеќавам, баш истото прашање ми го постави, дали ти мислиш дека ти е потребна таа информација, што ќе направиш со таа информација, или само едноставно сакаш да си го смириш гласот на твоето неподмирано дете кое што бара прашање и до ден денеска искрено се уште немам одговор на тоа прашање и баш се нашилев со него, викам ако некој ден го добиам тоа прашање, сега го ќе дојам кај тебе и ќе разговарам. А инаку има победи пример да дознам, но секој пат еве кога ќе сум пристапила кон тие луѓе што мислам дека знаат, дека може да одговорат. Момент ќе се предумислиш? Да.
од една страна некој пат се вика можеби некои луѓе не заслужуваат да им опростам, бидејќи сепак кога највеќе ми биле потребни, тогаш не биле тука, ниту ми кажале. Аз често велам дека не се љутам доколку дојдеш во лице ми кажеш не те сакам, ваква си, таква си, наместо да пробуваш да ме лажеш и кога ми речат ти злажав само за твое добро или да те заштитам, таа воопшто не го поддржувам. Искрено не знам дали сум спремна стварно. Да, ова е една сериозна и длабока тема, можеби ни требаше еден психолог тука, стручно лице, некој со нас кој што малку повеќе ќе ни ги објасни нашите чувства, но дефинитивно јас низ животот често се борам со тоа колку сакам да знам некои работи, колку сум навистина лута, колку не сум, или кога имам јавни излагања на темата моите родители, после тоа се гледам и чисто јас на себе се лутам, си препознавам лутина во себе, велам, ама зошто? Не може секој да те сака, ама никако доаѓа болката од кога твоите не те сакаат, што очекуваш од другите. Некако не знам, јас низ животот. Чисто тоа сум си го кажувала. Можеби како мала се љутев на татко ми, на мајка ми не, но сега кога растам, пример, ги разбираш? Наоѓаш оправдување? За дадени ситуации да, за дадени не, но например тргам можеби едина како да кажам карактеристика кај мене што јас сакам, што ми малку поразлично од мојата фамилија, чувството на емпатија кој го развивам без разлика дали бескрено, јас ќе потврдам. Дали спрема мој близок или например сосема рандом особа која што ќе ја сретнам на улица и прв пат ја гледам, но еве, за татко ми можеби ќе речам дека во даден момент, додека за мајка ми со оглед на низината здравствена ситуација, не можам да кажам дека се лутам, бидејќи Каква е низината здравствена ситуација? Па моментално не знам дали е и добра, дали е и лоша, со оглед дека секој лекар различно кажува. Нешто поминува? Па има како да кажам тешки периоди каде што моментално прима и психолошка терапија и има хеликобактер кој е малку во потешка фаза, како се подмината фаза, со оглед дека не ги знам баш тие. Ете пак емпатот во тебе се буди и пробуваш да најдеш разбирање за се. Да, со оглед дека знам дека она колку толку сепак повеќе се трудела, еве сега со оглед дека сум контакт со неа. Знам дека се труди, секој ден се јавува, зборуваме, разговараме. Можеби, например, единствено што и замерувам, што некој пат, кога и да прашам, само ми вика, мислам дека е подобро да не го знаеш тоа и толку. Значи таа тема никако е забранета, не се зборува, не постојат прашања, таа е можеби единствената личност која што може да ти одговори на многу работи. Но со оглед дека знам како се чувствува, дека може да се раздразне, сепак она емпатот у мене се јавува и викам ајде сега имаш да не. разбирање. Да. Добро, Марија, да не зборуваме цело време само за тешките периоди од твојот живот. Верувам дека ги имало доста и дека можеби повторно некогаш ќе сакаш да зборуваш со психолог и јас секогаш ја оставам вратата отворена за сите работи кои што можеби сум сакала да ги закопам таму никаде, ама повремено со разни мои ситуации, одлуки и однесување се покажува дека нешто излегува на површина и дека можеби треба уште да се зборува и да се работи на тоа и тоа не е воопшто страшно и загрижувачки, страшно е кога го игнорираме или кога велиме немам никаков проблем, не се е супер, а длабоко во себе чувствуваш гнев и лутина и тага и нели најразлични емоции. Како SOS детско село и колку всушност го промени твојот живот? Па, можам да кажам сосем откорен, со оглед дека како што кажав, третиот период од моето детство, тоа третиот, така речем, што на почетокот се ги делиш, да. Тогаш бев 12 години, баш убаво се сеќавам на моментот кога ја добив понудата за да дојдам во SOS детското село, бидејќи секој што ме знае од мала, може нема да каже сум била немирна, но бев доста бунтовно дете, каде што не можеш ти да ми речеш јас што да правам, каде да одам или слично. Така да мислам дека тогаш дојде едно од вработењето од SOS детското село заедно со Центарот за социјални работи во Певчево, каде што требаше првично да обават информативен разговор со мојот брат и со мене, но брат ми веднаш го најде дека јас се криев, бегав и слично. Не сакаше, значи, на почеток. Да, со оглед дека мора да признам дека јас многу ги почитав баба ми и дедо ми. Знаев дека они се трудат, последната капка крв ја дава
Да. За мене и за брат ми се, можеби тоа не било многу, но знам дека стварно ќе останали они гладни и жедни само колку да имаме јас и брат ми, и мислам дека е неферски спрема нив покрај целиот нивен труд. Јас сепак ќе ве сега да ги оставиш, прифатам. можеби тоа чувство си го имала, дека треба да ги оставиш. Можеби тоа чувство на вина тогаш преовладуваше кај мене, но потоа во даден момент од која нели ми објаснија, мислам дека кај мене пресудно не беа самите услови кои што ми ги нуди СОС, тоа мора да го признам. Некој, например, би рекол, можеби ќе имаш убава соба или слично, но кај мене буквално беше пресуден моментот кога ми рекоа таму има многу дечиња, особено помали, ти ќе бидеш како нејзина постара сестра, со оглед дека јас имам стварно желба да имам помало брат или сестричи, мене тука тој клик момент кам во ред одам и да, чувството на припадност. Да, прифатив, после тоа се сеќавам дека после една недела ни рекоа дека нели формално ќе дојдат да не земат, за да се навикнеме, нели да се опростиме нашите. И мора да признам дека веднаш одма многу лесно отидов и кажав на мама јас идам в Скопје, но кога дојде периодот, моментот да го кажам тоа на баби на дело, не знам, можеби и на 12 години јас бирав зборови како да им го кажам тоа, за да не... Тие не знаеа? Никој не ги подготви? Не. Јас мислам дека не знаат, да, но самиот центар за социјални работи претходно им ги кажале работите, но тоа све, но се остави и на мене да видат како јас, нели, ќе го кажам, тоа и сум од една страна и сум сосема благодарна со оглед дека уште на мали нозе на еден начин ме научиле како да комуницирам со блиски или слично. Да. Колку и да ти било стресно во тој момент, си научила многу. Да, и тоа баш се сеќавам на тој момент, тоа дека после тоа дента кога дојда, се сеќавам дека исто беше возачот и маманата, жената што се грижиш за мене и за брат ми. И кога пристигнав јас во СОС детското село, тука го сватив моментот што претходно ми го збореа за условите, за сето тоа и се чудев колку фактички уредено за самите деца, не за возрастни, како нели кога излезеш сега во град е сосема обичен како за сите, а СОС детското село е уредено стрикно за нас најмалите. Кога влегов во куќата исто многу добро бев прифатена како од самите деца, од само да им објасним, извини на гледачите кои што можеби не го знаат концептот на згрижување во детско село, во куќата каде што одиш ти да живееш кај мама Нате, како што кажа, та исто така Наташа, не истата мајка Наташа, мене што е порасна, и да се во случајно, но таму веќе растат. Колку дечиња има во куќата во моментот ти кога одиш таму со твојот брат? Во момент јас кога пристигнав со брат ми бевме 9 деца. Иако по правило требаше да бидат 7, веројатно сега и 5. Сега ние со брат ми кога пристигнавме, мислам дека го начекавме моментот на транзиција на 2 деца што идеа во младинската куќа. Но баш се поклопивме, тогаш мислам дека намерно го направија тоа за да видиме и како иде тој период. Лесно да се адаптирате, со повеќе луѓе. Транзиција што веднаш дали имаше 2-3 недели кога другите 2 деца од нашата куќа преминаа во младинска, така да после тоа останавме, нели, стандардна бројка 7. И викам, јас често велам дека имам огромна среќа бидејќи бев во куќа каде што особено бев многу лесно прифатена. Мама Ната, низиниот сопруг, низиниот син, кој што буквално не двоеше дали сме му биолошки сестри или полусестри, како што викам. Да. И особено тоа што фактот за мене што тука можеби многу ми помогна за адаптацијата во СОС детското село, тоа е што биолошките родители на мама Нате многу често доаѓаат и јас буквално можеби во тој период сега кога се навркам сум ги заменила со фигурата на баба ми и дедо ми бидејќи го имаат оној истопол дух пристап како што го има баба и дедо. Така да мислам дека они потполно направија тој дел баба да дедо да не ми недостасува, а мама Нате и нејзиниот сопруг направија да го имам тој период каде што мене ми недостасувал вистинска мајка, вистински татко, односот како родители, родителска љубов и грижа и посветеност и никој што нема да те дели, како што кажа,
од сопственото биолошко дете, дека еднакво ќе ве гледа. Тоа е навистина фасцинантно за сите згрижувачи кои што имаат биолошки деца и кои што се одлучуваат да згрижат дополнително дете без родители и родителска грижа, и секако ИСОС детско село ја нуди истата таа опција. Тоа е сосема поразличен пристап од оној кој што сум го имала јас, но не е помалку или повеќе добар, мислам, подеднакво е важно како згрижувачката ќе се постави кон сите деца кои што дошли, кои што таа сама прифатила да ги чува и да им ја даде љубовта која што ја чувствува. Сакам да те прашам како те воспитуваше или како сите вас ве воспитуваше мама Нате и што она најмногу што го паметиш од детството со неа? Па, мислам дека единствено најдобро што можам да издвоим кај неа карактеристика што иако имаш еднаков пристап, односно од аспект на материјалност кон воспитувањето, секој пат пристапуваш индивидуално. Јас често велам дека секој дете, секоја особа, без разлика дали дури еднојајчни близнаци да се, не можеш исто да им пристапиш со оглед дека секој е различен карактер. Например, со брат ми повеќе се фокусираш околу самостојувањето, преминот во младинска куќа со оглед дека он само една година живееше во детско село, потоа мораше да премине во младинската куќа бидејќи беше со годините веќе кнап, дека со мене првично разговараше да види кои моменти ми се тешки за да ги прифатам, кои не, па да особено месец дена само за адаптација, за познавање на луѓето, без разлика дали тоа беа децата во СОС, СОС мајките, низините родни родители, бидејќи она знаеше дека иако јас на пример сум дојдена од Пехчево, но во помалеве места имаме поголем број на роднини, можеби за да не ми недостасува тој момент сега најнаш многу малку луѓе, она пробуваше на секој начин тоа да го надомести со тоа што дополнително ме запознаваше со нејзини пријателки, роднини, буквално да функционираме како еден вид на фамилија. Потоа пристапот, бидејќи јас се сеќам дека беше летен период кога дојдов, летен распуст и сето тоа. Потоа неколку месеци припремите за во основно, за да не почувствувам сега најнаш нов момент дека во средно, предпоставам? Не. Основно седмо одделение. Добро, дека нов клас или нова средина, ново се, да. Ми објаснуваше како иде, што е поразлично во Скопје за разлика од Пехчево, бидејќи сепак јас во Пехчево ние постојано имавме прва смена и мене ми беше чудно јас како треба сега идам сега и втора смена и по плане фактички да го губам иако во школа, иако не викам не, јас сум сакала и да учам и да седам. Но моментот кога требаше да бидам втора смена, јас воопшто не ја сакав, без разлика дали е основно, дали е средно. Особено моментот каде што имав чувство дека можам се да ја објаснам. Се сеќавам кога имав првата симпатија. Првата особа на која што ти кажав не беше ниту мојот брат, ниту нека најблиска другарка, туку директно на неа. И не знам која е причината, можеби е тоа чувство што ми го пробудила кај неа, но самиот факт дека можеш за се и се што отворено да зборуваш, особено периодот на пубертет кај на женските кој е доста клучен, доколку нели правилно не те насочи некој, тогаш можеби да склезнеш од тој пат, како и нашето репродуктивно здравје, буквално со секоја тема. Да, она што јас би сакала да го истакнам за Наташа, жената која што ти ве чуваше, ако не се лажам, е психолог. И мислам дека тоа дополнително го знаеше како да си го вклучи во грижата и растењето на децата. Не? Не е психолог. Тоа беше Наташа која ти ја познаваш која е психолог, дојде малце подоцна. Многу Наташа во детско село, значи ако нема 3-4 сигурно веќе што заминале така да. Да, тоа е точно, но важно да се истакне навистина е дека секоја личност која што сака да стане згрижувач, навистина треба да помине низ сериозни обуки, затоа што не е само јас сакам да чувам деца и многу сакам да помагам, не секогаш тоа значи дека нели правилно ќе се грижат и ќе не насочат во животот, бидејќи е вистински предизвик да бидеш родител или да воспитуваш едно дете, и драго ми е што не секогаш на секого се дава таа шанса, туку се проценува, има навистина стручен тим кој што си ја знае
работата. И сега неколку пати спомена младинска. Нашите гледачи верувам дека не знаат што е тоа. Најпросто би го објаснила како втор начин на згрижување во СОС детско село, кој што е малку поинаква форма од она која што сме научени 24 часа, нели, да сме со згрижувачка или со згрижувач. Полунезависно живење, некако се подготвуваме за процесот кој што доаѓа по 18 години, кога треба да излеземе од грижа и некако сами сме во светот на возрастните. Што најмногу паметиш од младинската? Дружбата која сега моментално најмногу ми недостасува, со оглед дека сега моментално сама живеам, претходно со мојот биолошки брат пред да оформи свое семејство. Особено фактот дека јас го начекав и периодот каде што бевме 14 и 15 деца во куќата. Да, таму повеќе младинци живеат. И потоа моментот кога се одвоевме во повеќе младински куќи каде што бевме по 5-6 деца, сега не знам колку се, не ќе ме дадам лажна информација. По 5 мислам дека. 5 до 6 деца бевме или 7, така нешто. Значи, пред себе ја ставила дружбата и самиот факт колку ние меѓу себе децата и се почитувавме и се разбирахме, не викам не дека беше идеално како истекане, нели? Така и во биолошко семејство, брат и сестра ќе се скараат. Да, често се каравме, особено на пример, можам да кажам дека ние женските многу често се каравме, па си ми ја земала бузата, па си ми ја земала. Подобро, тоа се секојдневни ситуации. Ситници, но сепак особено имаше периоди кога требаше сите сплотени да бидеме, кога нештото го сакавме. На пример, ако знаевме дека малце потешко од едукаторот да го добиеме, значи тогаш сите сплотено идеме и често се смеев бидејќи јас кога пристигнав во младинската куќа бев најмала. Да. И тој период сега... Сите те чуваат тебе. Да, тогаш баш се сеќавам дека можеби за прв пат имав срам кога дојдов таму, бидејќи повеќето од младинците не ги начекав јас во СОС па да знаев кои се што се и ми беше малце срам. И првиот ден баш се сеќавам дека имаше двајца ми влегува во соба, ајде да јадеш, ми беше чудно. Они практикува, пример, за викенди заедно да се собираме с кара, да правиме, да готвиме и сето тоа. Тука беше клучно и само до момент што во младинската куќа има период каде што секоја недела, сега не знам, можеби кај тебе тоа не бил тој период кога ти си била во младинска, имавме готвачки каде што секоја недела, секој дете, односно младинец, си прави список мени што сака да и се готви, се прави, но после, например, целта беше барем петок или сабота да готви со готвачката за да може да разбере. Сега јас пошто бев голем љубител на готвењето. Не баш. Често гледав да искокнам тоа сабота или петок. Ама денес живееш сама, како денес се снаоѓаш? Како кој ти готви? Сега сама си готвам, кога викам да често велам дека кој ќе маката ќе те научи, така? Баш така. Да. Така да, потоа имавме исто така многу важна, ако тргнам за себе, едукативната поддршка која што имавме во текот на училишната година, особено што некои предмети сега, без разлика што јас самостојно сум учила некои предмети и од читање и од пишување, автоматски сум ги учила, но имав, например, потешкоти со математика и со англискиот јазик, каде што таму тотално ми требаше едукативна поддршка, не како само и на секој дете за одреден предмет. Да, бидејќи мислам дека не постои ученик што буквално сите предмети може сите му се омилени. Да, не постои, мислам дека и некој тоа да го каже дека ќе излаже, така да. Точно така. Марија, некако ни летна времето, поминаа повеќе од 25 минути, некако на самиот крај да дадеме убава завршница на целиот овој разговор, на целата оваа инспиративна приказна која што ни ја раскажи, ти благодарам многу за тоа. Сакам да те прашам како денес реагираш на семејство? Дали си денес среќна, дали си заљубена и дали размислуваш за сопствено семејство? Да, заљубена сум. Во среќна врска, се надевам дека нема сега да се урачам со тоа. Нема. Сигурно ќе бидам многу горд на сето оно кое што ни го кажи и од каде си почнала, до каде си стигнала и допрва животот, какви шанси ќе ти понуди убави. За семејство се надевам за 1 до 2 години од сега, со оглед дека
пред се најчесто викам дека пред да влезеш во брак, не е целта само да влезеш во брак, само да нема коментари постана стара мома, остана стар ерген, туку пред се доколку самата личност не си исполни сама себе, односно не си ги оствари оние цели кои што ги зацртала и нема стабилна работа, стабилни примања, без разлика дали се станува збор за мајката и за таткото, не треба да влезе во брак, најмалку да оформува семејство, бидејќи за жал децата после се тие кои страдат. На нас не е многу лесно, знаејќи дека добро, еве сега можеби јас кидам на работа, ќе ги чуваат бабата и дедото, но јас сакам целосно да се посветам подоцна на моите деца, без разлика дали ќе биде 1, 2, 3, сите да почувствуваат таа топлина, енергија што мене можеби тогаш ми недостасува, и затоа често велам дека се додека јас во моментот кога сватам дека сум спремна, сега имам услови, имам енергија да чувам дете, да оформам семејство, тогаш ќе го направам тоа, а не кога мене ќе ми налага средината дека ми е време или биолошки сат. Апсолутно. Многу зрело, многу сум среќна што го слушам ова, што го делиме мислењето. Можеби нашите животни приказни не научиле малку повеќе да внимаваме или да калкулираме, не знам кој збор да го потребам кога станува збор за оформување сопствено семејство. Можеби е тоа лесно, но нели децата на крајот се тие кои што страдат и на кои што треба да им се понуди навистина безгрижно детство и се она кое што заслужува да го има едно дете. Марија, многу ти благодарам за овој разговор, многу сум среќна што воопшто не се забележа дека имаме светла и камери, туку баш ти разговаравме како јас и ти што си разговараме, и верувам дека повторно ќе имаме некоја убава причина да се видиме и да си поразговараме, да си споделиме мислење, совет, да си помогнеме, бидејќи навистина овој светот на возрастните е доста суров. Ти благодарам те. Поштовани, благодарам многу и вам што останавте на програмата на Канал 5 и ја слушнавте животната инспиративна приказна на Марија Самарџиска, која што е порасната во СОС детско село. Се гледаме следната недела во 21.